најостро ги демантирам дезинформациите и шпекулациите во кои се злоупотребуваат актуелните случаи на исчезнати лица. Категорично ги отфрлам шпекулациите за наводни киднапери и наводна препродажба на човечки органи. Тоа се лаги и дезинформации. Со вакви лаги и дезинформации се наштетува и на општеството и на граѓаните на кои навистина им е потребна помош. Ниту има случаи на киднапирање, ниту пак на лицата што во последните неколку случаи си го одземаа животот, им не достигале органи. Тоа го потврди и судска медицина. Во Северна Македонија нема ниту еден случај на убиство поради вадење на органи. Апелирам граѓаните да бидат спокојни и да не наседнуваат на ваквите лаги. Апсолутно неточни се и наводите дека расте бројот на исчезнати лица. Напротив, статистичките податоци недвосмислено покажуваат дека и ова е лага. Во 2018 година имало 370 пријавени исчезнати лица, а например во 2014 имало 574. Денес Министерството за внатрешни работи е транспарентна институција, за разлика од претходниот период, кога од јавноста се криеа дури и убиства. Ние редовно објавуваме во нашите билтени повеќе пати во денот се што се случува и тоа го има и на нашата веб страна и на нашите профили на социјалните мрежи. Секој граѓанин може секогаш да ја провери и верификува информацијата која се лиферува во јавност. Апелираме до граѓаните да ги проверуваат информациите од официјални извори и да не придонесуваат во ширењето паника и вознемиреност, бидејќи со тоа само се наштетува на јавноста и се отежнува и успорува секоја истрага во која често зависат и човечки животи. Во континуитет во последниве 5 години, пронаоѓањето на пријавените исчезнати лица се реализира со околу 94%. Но ние посветено работиме за да дојдеме и до 100%. Како родител, сочувствувам со секој родител, чие дете е исчезнато, и ги уверувам нив и сите родители во Република Северна Македонија, дека овие истраги се третираат со целосна сериозност и посветеност. Истрагите мора да бидат темелни и поради тоа некогаш е потребно повеќе време за очекуваните резултати, а тоа значи и трпеливост. Но тоа не значи дека не водиме грижа. Никогаш нема да се откажеме од ниту еден ваков случај. На оние пак што шират лажни и со ништо непоткрепени приказни за трговија со човечки органи, би сакал да им порачам: не помагате. Со ширење на вакви лаги само ја зголемувате болката на оние чии сакани и блиски исчезнале. Дел од овие случаи, за жал, завршуваат понекогаш како самоубиства, како што имавме во последниот период. Од тие случаи важно е да ја почитуваме приватноста на семејствата, наместо да правиме спектакал од нивната тага и болка. Кога имаме случај на исчезнато лице, важно е полицијата да добие што е можно повеќе информации, за што е можно побрзо време. Колку е подолго времето помеѓу исчезнувањето на едно лице и известувањето на полицијата за тоа, толку е потешко пронаоѓањето на лицето. Затоа споделуваме сет на препораки што можат да помогнат во случај на исчезнати лица. Тие препораки се: доколку некое лице исчезне, контактирајте прво со МВР, а потоа и со сите кои би можеле да го знаат местото на престојот на исчезнатото лице. Соработувајте со полицијата, дајте ги сите информации за пријателите и роднините на исчезнатото лице, местата кои често ги посетува, здравствената состојба или начин на однесување во блиското минато. Споделете ги карактеристичните размислувања на исчезнатото лице, неговите видувања за идните планови. Не сокривајте информации од полицијата и бидете достапни.
Обезбедете фотографија и дозволете и на полицијата да ја сподели со јавноста. Обратете се во најблиската полициска станица, полицискиот службеник за прифат или инспекторот по потраги ќе ги земе сите податоци кои се потребни. Водете грижа за лицата кои имаат здравствени проблеми и страдаат од болести заради кои ја губат способноста за осознавање, не ги оставајте без придружба и надзор. Додека проактивно ги адресираме овие препораки, за да можеме да превенираме идни случаи од овој тип, мора да истакнеме дека полицијата активно и посветено работи на истрагите за сите тековни случаи на исчезнати лица. Ширењето на страв и лажни гласини не помагаат никому, а најмалку на семејствата кои имаат празно место на масата. Дозволете, без шпекулации и ширење на лаги, да ја работиме нашата работа, за да ги донесеме тие граѓани дома, кај своите блиски, или побрзо да ги расчистиме овие случаи. Благодарам. Поелете. Па очигледно е дека учествуваат некоја структура на луѓе кои што пласираат лажни информации. И најчесто се од политички побуди, можеби од некакви други интереси кои што се од делот на пласирањето на информации. Јас кажав и пред неколку дена, многу е лесно да седнете пред компјутер и да напишете било што, со тоа што во јавноста ќе кренете паника. И за последниот случај ќе потенцирам еден случај дека поранешен вработен во МВР, поранешен началник во МВР имаше статус кој што го објави на Facebook со тотална измислица и лага, и на тој начин се добиваат информациите кои што ги пласираат и понатаму и новинарите, односно порталите, медиумите и така натаму. Јас сакам на вас да ви се заблагодарам сите кои што имате професионален однос и пристап кон ваквите вести и допринесувате да немаме паника и ширење на фама дека нешто страшно се случува во државата. Но со жалење морам да констатирам дека имаме и одредени структури, новинари и така натаму, за кои што сензацијата е многу поважна од се друго. Од нашиот заеднички спокој и мир. Затоа сакам да апелирам секој со својата одговорност да допринесе за правилно информирање на граѓаните, а граѓаните да апелирам да не излегуваат така лесно, без никаква потврда, со Facebook статуси, со налози на Twitter и така натаму, со што дополнително уште ја подгреваат атмосферата при вакви или било какви други случаи. Какви се протоколите за промовирање на една улица? 24 часа треба да поминат после полицијата трага полицијата? Дали има шанси или за промена на овие протоколи? Да, има целосен протокол во кој што точно се предвидени сите чекори за тоа како се врши барањето на исчезнатите лица. И тоа се стандарди кои што не се стандарди во Македонија, туку и пошироко. Секако дека многу е важно да имаме брза и навремена информација, да се постапува по таа информација. Фактите говорат дека во најголемиот број од случаи се пријавуваат, па за кратко време се јавува дека тоа не е така, и затоа постојат и одредена временска рамка која што мора да помине за да може да се започнат сите други процедури околу пријавувањето. Затоа што да, така е во упатството. Треба да се разговара, да се анализираат сите тие можности за измена на правилата и така натаму, на основа на состојбите кои што се и пријавувањата кои што ги имаме. Меѓутоа, ако ви кажам дека најголемиот процент од пријавите се пријави кои што понатаму ги повлекуваат самите семејства или на било кој друг начин се пронаоѓаат лицата, тоа кажува дека сепак мора да постои еден таков период. Тоа важи за сите.
Дали има шанси или да се скрати за деца, например, да биде исклучоци? Значи, полицијата постапува веднаш после пријавата во било кој случај. И ги користиме сите наши ресурси и капацитети не само за деца, туку и за сите останати, за да можеме тоа што е можно побрзо да го направиме. Иако протоколот е нели после 24 часа, меѓутоа ние постапуваме веднаш за да бидат пронајдени тие лица кои што официјалните протоколи се работата, меѓутоа ние веднаш по пријавата тоа го правиме. Имаме дали се моментално за кои сектор во јавноста се толку на документали, да ни фигурата на самотек, тајчко улични. Најката били дека по разговор со инспекторите кои добиваат случаја да друга органите на уговори и постојано се жали дека не се видимо да има маварани ништо. Се сознанијата дали има некаква состојанија, дали се прегледани камерите, до каде се тие действия? Значи, превземени се сите неопходни мерки и се уште се превземаат мерки и се проверуваат сите можни информации. Постојат сет на активности кои што се превземаат секојдневно. И верувате дека оделот кој што се занимава со оваа активност, тоа го работи на ден 24 часа. За сите постапки кои што се преземени, за сите сознанија кои што ние ги добиваме, се информираат семејствата. Знаете, некогаш е потешко одредени факти да ги прифатите кои што ви ги кажуваат, меѓутоа информации се добиваат и постојано се работи на овие случаи.